Добар ден, почитувани. Добре дојдовте во првото издание на Телма амбуланта во новата година. Петочата емисија ја реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. По новогодишните празници, многумина се соочуваат со надуеност, замор и чувство на тежина, што на вистина му се случува на телото по прејадување и алкохол, и дали ни е потребен детокс или организмот самиот се прочистува. За разликата меѓу агресивните детокс диети и умерениот паметен пресврт во исхраната, без гладување и екстремни пристапи, разговараме со Татјана Павлова, нутриционист. Останете на Телма. Постои ли потреба од детокс на организмот по новогодишните празници? На оваа тема денеска разговараме со Татјана Павлова, нутриционист во клиничката болница Жан Митрев. Татјана, добре ни дојдовте во Телма амбуланта и среќна нова година. Добар ден, добро ве најдов. Да ви ја честитам новогодишните празници, предстојните божикни празници, на сите гледачи покрај малите екрани, да си посакаме здравје, мир и благосостојба во секој дом. Така, тоа е најважно. Да. По новогодишните празници многумина се чувствуваат уморно, имаат подуеност во стомакот. Како енергијата да им се потрошила, како батериите да се празни? Па што точно се случува со организмот по денови прејадување, но и консумација на поголема количина на алкохол? Накратко кажано, сме се оттргнале од онаа секојдневна рутина. За жал или за среќа, ние имаме богата традиција, значи голема, богата гастрономија на која што тешко можеме да одолееме, особено во периодот на празниците. Па некако празниците во пријатна атмосфера, сите си во тој период се дозволуваме малку да отстапиме од оние дневни навики. Па би кажала дека во тој период буквално претеруваме. И самото тоа така наречено претерување со храна, одредени пијалоци и алкохол му прави одредени промени на телото. А што всушност се случува? Значи, тогаш буквално телото нам ни се наоѓа во ситуација на презаситеност. И она што ние треба да направиме е постепено да се вратиме кон оние стари навики кои што сме ги имале пред овој период. А дали организмот ги памти овие екстреми или пак брзо се враќа во нормала? Доколку станува збор за здрав организам, 2 до 3 дена е доволно за да си се врати во нормала, бидејќи нашиот организам е совршен механизам кој што значи има способност едноставно многу брзо да се регенерира. И кога станува збор за детоксот, всушност што е детокс? Дали нам ни е потребно нешто да правиме или самото тело ни се изборува? Јас би кажала дека телото само се изборува, а ние треба само малку да му подпомогнеме. Значи, во процесот на детокс учествуваат клучни органи, како што е црниот дроб, дигестивниот систем или цревата и бубрезите. И кога тие синхронизирано работат, значи нашето тело секојдневно 24 часа си прави природна детоксикација. Тоа значи нашиот организам самостојно се прочистува, но споменавте ние треба да му помогнеме. Да. Сега какви се тие детокс пристапи, односно детокс диети од нутриционистички аспект да ни појасните? Вака, ајде најпрво би сакала да објаснам точно што се случува во периодот кога ние се прејадуваме, консумираме поголема количина на шеќери, алкохол и така натаму. Прво, доколку консумираме алкохол, нешто повеќе од што треба, прва реакција има црниот дроб. Значи, буквално алкохолот го смета како закана и му дава приоритет да го преработи и отфрли од организмот. Додека другите биохемиски процеси кои што се зависни од црниот дроб во тој период се во мирување. Ваквиот процес може да доведе до хормонски дисбаланс. Значи, нагли флуктуации на шеќерот во крвта и од тука може да се доведе организмот до подуеност, до поспаност, сувост на устата и дехидрираност. И трето, ако телото не ни е нам доволно дехидрирано, а алкохолот знаеме дека има ефекти да не дехидрира, Да. автоматски, да, точно,
автоматски нашите бубрези не работат како што треба. И сега, ајде да се вратиме назад. Што треба прво да направим? Значи, за да му помогнеме на нашето тело да се исчисти, најпрво неколку дена без алкохол. За да може црниот дроб убаво да почне да си работи. Второ, вода. Колку вода? Значи, ако ме прашате колку вода, секој организам има своји индивидуални потреби кон водата. Меѓутоа, без вода, која што прво не хидрира, ни дава свежина, учествува во сите метаболитички процеси, автоматски учествува и во отстранувањето на токсините од телото преку урината, значи улогата на водата во овој процес е повеќе и од потребна. И трето, враќање на оние редовни, секојдневни оброци, велиме 3 главни оброци и по потреба 2 ужинки. Зошто? Бидејќи со прекумерното внесување најчесто на мрсна храна, храна богата со шеќери, дополнително и алкохолот влијае на подкревањето на шеќер во крвта, ние и нашиот дигестивен систем, односно нашиот микробиом, на овој начин го нарушуваме. Оној баланс помеѓу добри и лоши бактерии е во дисбаланс и ние треба да му дадеме здрави оброци, избалансирани оброци, да намалиме со масната храна и јаглените хидрати со цел да дојде до опоравување и да почне целиот овој процес нормално да функционира. Значи не мора да ја дојадуваме руската салата. Дефинитивно. Кога ја споменавте водата, дали е сеедно? Дали пиеме обична вода, млака вода со лимон или пак минерална вода? Значи, која опција и да одбереме, треба да видиме крајната цел. На внесувањето на течностите има една голема улога, а тоа е да го хидрира телото. Млаката вода со лимон, да, на телото може да му даде дополнително витамин С, кој што ќе му помогне да се опорави процесот на детокс. Додека минералната вода пак не знае да го збогати нашето тело со електролити, бидејќи во процесот на детоксикација нашиот електролитен баланс е нарушен. Значи, која опција и да ја одбереме, нема да погреши. А постојат ли некои пијалоци, некои течности кои што можат дополнително да го оптоварат организмот пред црниот дроб? Да, секако, значи алкохолот веќе го спомнавме и не го дискутираме, значи газираните пијалоци, благите пијалоци, значи сите оние пијалоци кои што содржат шеќер, еве тука да ги спомнам тетрапак соковите кои што нас не се достапни, и високо енергетските пијалоци кои што содржат дополнително и кофеин. Значи нашето тело сака она секојдневна мирна рутина. Што ние дополнително да му дадеме, го воведуваме во стрес. Споменавте кофеин. Кафето содржи кофеин. Да. Дали сега во процесот на детокс кафето помага или пак одмага? Само во умерена количина. Светска здравствена организација или некои истражувања велат дека на еден човек потребни му се максимум 300 мл кафе дневно. Односно 3 филџани кафе по 100 грама. И се што е над сето тоа, велиме дека е премногу. Кафето исто така има диуретичен ефект, меѓутоа влијае и на еден многу значаен хормон, а тоа е кортизолот. Значи, прекумерната количина на кафе може да го покачи кортизолот и кај некои личности да создаде вознемиреност, треперење, срцебиење и нешто што е најзначајно да го наруши сонот. Сега, во процесот на детокс, сега ќе се надоврзам, нешто што најмалку спомнуваме, а тоа е квалитетен сон од 7 до 8 часа. Значи, независно дали сме во период... Значи не се работи само за исхраната, туку и за сонот, значи, за целокупниот начин на живење. Конкретно би спомнала за детоксот. Значи, не значи дека ние треба да се прејадеме за телото да го доведеме до дисбаланс. И одреден начин на живење, стрес, загаден воздух, исто тука ќе го спомнам, може да доведе нашиот организам да биде токсициран.
Па поради тоа, значи, доколку некој кај себе си приметува и во обични денови, и во било кој период во годината да има нарушен сон, веќе е аларм дека треба нешто со своето тело да направи. Има популарна детокс диета само со сокови. Дали препорачувате ваков екстремен пристап на чистење на организмот? Апсолутно не. Значи, ајде вака да се вратиме од една основна единица клетка како функционира и што неа и треба. Значи, една клетка е составена и од масти, и од јаглехидрати, и од протеини. Тоа се трите главни макронутриенти кои што ние ги внесуваме преку храната и за таа клетка да функционира нормално и се потребни. А соковите, значи што представуваат? Они можат да помогнат само во хидрирање на телото. Значи, нити содржат протеини, нити содржат масти. Може да содржат јаглени хидрати, доколку се добиени од овошје, и нешто што се вели диететски влакна. Зависи ако дали е блендирано или е цедано. Меѓутоа, никаква друга нутритивна вредност нема. Одредени сокови може да го подпомогнат процесот на детокс на начин на кој што нас ни даваат хидрираност. Иначе дека ќе не исчистат од нешто, со тој став јас не се сложувам. Така, истото и со чаевите. Значи, детоксот не представува нити сокотерапија, нити живење на чаеви одреден период. Така, чаеви со лаксативно дејство пред се земаат? За жал, да. Може ли тоа микробиомот да го наруши, да создаде дополнителен проблем? Точно, значи може да ги оттргне добрите бактерии, меѓутоа и да не дехидрира. Некаде каде што не треба. Значи, сега тука веќе се прашуваме дали станува збор за здрав организам или за организам кој што веќе се соочува со одредени заболувања. Значи, со чаевите навистина многу внимателно. Нешто што би препорачала како чај, кој што се лесни, кој што можат да ни дадат свежина. Првенствено, еве, јас сум лично љубител на чаеви, особено во зимскиот период. Велиме, го хидрираат телото и велиме дека е нешто што ни дава топлина. Може да не стопле и да не загре. Меѓутоа, сето тоа да биде во умерена количина, 1 до 2 шолји дневно, и да предлог би било нане, кој што поволно делува на дигестивниот систем, камилица, која што не смирува, значи може да ни го подобри сонот, секогаш велам една чаша чај пред спиење, многу поволно делува на лачењето на мелатонин и добар сон. Значи, чајот од глуварче, тој веќе му подпомага на црниот дроб, значи да се лачат одредени ензими кои што ќе помогнат, значи да се свари храната. И значи, отприлика тие се некои чаеви кои што... Што е со зелениот чај? Како тој да се прима и дали навистина има улога во детоксот на организмот? Зелениот чај содржи одредени фитофенолни соединенија, помага во детоксот, меѓутоа и со зелениот чај умерено, бидејќи сепак тоа се чаеви кои што содржат кофеин. Претходно споменатите чаеви не содржат кофеин. Значи, чаевите ги делиме на оние кои што содржат и не содржат кофеин. Црниот и зелениот чај влегуваат во категорија на чаеви кои што содржат кофеин и нив би ги препорачала во првиот дел од денот, кога нам ни е потребна будност, кога нам ни е потребна концентрација. Додека другиве чаеви може да се консумираат и навечер. А што е со оние готови мешавини од чаеви што се продаваат како чаеви за детокс? Дали се тие безбедни за секого? Не, за секого не се безбедни. Значи, тука навистина би препорачала лекарска препорака, особено ранлива категорија се бремените жени, би ги спомнала тука, луѓе со хронични заболувања, популација која што е на одредена терапија, бидејќи многу често фитомедицината е многу интересна област. Да. И навистина треба да ја добро познаваме за да можеме да ја применуваме. Значи, чаевите содржат фенолни соединенија кои што можат да дојдат во интеракција со одредени лекови. Конкретно би ја спомнала и популацијата која што е на одредена психијатриска терапија. Тука особено би дала акцент. Еве пример ќе го дадам чајот од кантарион, кој што велиме дека е природен антидепресив.
и доколку сме на некоја терапија препорачана од психијатар, само со дозвола на доктор може да се користат одредени чаи. Ова го дадов чисто како пример, меѓутоа кантарионот всушност има слично дејство. Точно, значи поволно делува на дигестивниот систем, значи ги обновува клетките на желудникот, помага во лачењето на ензимите и така натаму. Навистина има низа позитивни својства, но кога треба да го користиме, навистина треба многу да се внимава, предпазливо. Да. А што е со наизменичното гладување или пак гладувањето после пост 2 или 3 дена, пост само на вода и слично? Како детокс, како форма на детокс? Тоа не би го препорачала во ниеден случај доколку сме имале фаза на прејадување и наеднаш да се ставиме на гладување. Значи сме направиле последователно 2 големи стреса на организмот. Прво сме го довеле во фаза на прејадување, а после тоа нагло да го прегладним. Значи 2 големи стреса на телото сме направили. Значи постот или она популарно интермедијат фастинг што би го рекла е добре дојдено, меѓутоа првенствено повторно ќе кажам кај здрави лица, и тоа да биде постепено. Значи што всушност се случува во тој период? Ги одмараме органите. Особено зашто велиме навечер тоа да се случува, односно ако најмалку да биде 12 часа, затоа што црниот дрог токму во текот на ноќта, додека ние мируваме и спиме, он ја има таа способност да се чисти. Значи постот да биде најмалку 12 часа, а доколку сакаме или имаме можност повеќе да издржиме 14 до 16, тоа би делувало благопријатно да се намали апетитот или да првиот оброк кој што ќе биде да не биде преголем, да не биде преобемен. Велите не за строг детокс. Да. Тогаш која е најдобрата алтернатива? Што е тоа што вие го препорачувате како умереност? Или би рекле ресет. Значи ресетирање, односно да се вратиме во нормален баланс. Тоа е непрескокнување на оброци, значи задолжително појадок, ручек вечера, 2 мали ужинки, намалување на јаглените хидрати, намалување на масната храна, доволно хидрираност и доаѓаме до моментот на клучните диететски влакна. Значи храна богата со диететски влакна. Така, значи зеленчукот треба да биде присутен во сите 3 оброка? Пожелно. Да. На таков начин да ги внесеме всушност растителните влакна. Вака, храна богата со растителни влакна се целозрнести житарки, Добра. Зеленчук и овош. Зошто даваме предност на зеленчукот? Затоа што прво е нискокалоричен, нешто што велиме консумирај го во неограничени количини, тоа се салатите. Од таа гледна точка велиме зеленчукот. Второ, зеленчукот изобилува со витамини, изобилува со минерали, изобилува со вода. Значи имаме и зеленчук кој што има поголема концентрација на вода и на тој начин ние го хидрираме телото. Секако и овошјето тука, меѓутоа даваме предност на овошје кое што не содржи многу шеќер, значи да не биде банана јадам само и толку. Значи тука би ги цитрусите, особено зимскиот период, и тоа како се застапени на нашите трпези, меѓутоа во текот на целата година велиме овошје со јаки интензивни бои, затоа што изобилува со витамини и антоцијани кои што се големи антиоксиданти, а од друга страна делуваат благопријатно на стабилизација на шеќерот во крвта. Дали растителните влакна имаат и улога во прочистувањето на цревата? Растителните влакна имаат многу голема улога, значи кога ќе речеме храна богата со растителни влакна, општо земено ја препорачуваме за добра дигестија, ја препорачуваме за стабилни нивоа на шеќер во крвта, ја препорачуваме за чистење на крвните стадови при покачен холестерол. Значи, диететските влакни имаат огромна улога. Точно е прво во дигестијата, велиме на телото, како знаеме исто така дека му е потребен детокс, доколку се соочуваме со обстипација или запек.
Прва борбена единица храна богата со диететски влакна и вода, затоа што на тие диететски влакна им треба растварање. Како? Само со внесна течности, за да можат тие правилно и побрзо да си ја обават својата функција. Втор момент, што се диететските влакна? Го спомнавме на почеток, балансот на микробиомот. Значи, тие се храна за добрите бактерии или пребиотици, кога ќе речеме храна богата со пребиотици и пробиотици. За да можат тие добри бактерии да се хранат правилно, ние треба да им дадеме подлога, а тоа е храна богата со диететски влакни. И сега кога ги спомнавме и пробиотиците, се наоѓаме во зимски период, кога туршијата е максимално застапена на нашите трпези, а тоа е храна, значи велам природно, богата со пробиотици. Ферментирана. Но под услов да биде ферментирана. Аха. Значи да сме сигурни дека да не е ставено природно... оцет во зимницата, така? Не, оцетот е составен дел, меѓутоа кој тип на оцет да не се додадени конзерванси. Конзерванси да не се додадени. Значи... Или појачувачи на вкусот и така натам. Тоа би било најдобрата опција. Меѓутоа ние 100% не можеме да се заштитиме и да знаеме доколку купуваме храна од рафтовите, 100% не можеме да бидеме сигурни како е ферментиран. Така. Порано сите ферментира во домашни услови зелка. Да. И тоа беше исклучително корисен продукт во исхраната на населението. Можеби понекогаш и треба да се вратиме на старите навики. Апсолутно дека треба да се вратиме на старите навики. Значи, ферментираната зелка или она позната јува, расолница. Расолница, да. Значи, е пребогата со пробиотици. Значи, зошто да не си дозволиме, доколку имаме секако домашно киселена зелка, по едно мало филџанче дневно да пиеме расолница, затоа што тоа е изобилие на пробиотици. И киселата зелка не само што содржи пробиотици, значи изобилува и со С витамин, кој што ние на сите максимално потреба. А што е со протеинската исхрана? Дали таа може да му помогне на црниот дроб или да му одмогне? Бидејќи некои знаат да претираат и со внес на протеини, сакајќи на таков начин да направат детокс. Значи, протеините исто така играат клучна улога во процесот на детокс. Зошто? Затоа што првенствено црниот дроб, која му е улогата? Да, ќе го објаснам некако, ќе се потрудам наједноставно да го објаснам, да ги детектира и абсорбира токсините, и вториот чекор е да најде начин како да ги елиминира. За сето ова, што се потребни? Протеини. Протеините од што се составени? Од аминокиселини. Може овој процес да го помогнат и Б витамините, групата на Б витамини. И затоа тука треба да внесуваме и таков вид на храна. Друг момент, какво... има Б витамини? Б витамини има и во целозрнестите житарки. Во лебот? Во лебот, да. Од целозрно? Во самата обвивка на лебот изобилуваат Б витамините. Значи, зелениот парче леб за да се постигне задоволително ниво на Б витамини во организмот? Па разновидна исхрана би кажала. Не само парче леб. Значи, целозрнестите житарки ни се првата храна, меѓутоа Б5, фолна киселина Б9 се содржи во лиснатиот зеленчук. Цвеклото исто така богато со Б9 или фолна киселина. Значи, разноврсна исхрана, балансирана и што повеќе бој. А белиот леб? Белиот леб е на црна листа. Белиот леб, значи тука не испаѓа. Значи, пецивата и белиот и производите добиени од бело брашно, велиме дека се на црна листа, она што ни е воглавно ми највкусно за празниците што го консумирам. Така. Значи, велиме во мали количини и да знаеме како да избалансираме. Сега, замислете, руската салата е составена од мајонез, внатре имаме салама, кашкавал, да, зависно, јајце, значи, премногу енергетски густа храна на едно место. Дополнета со кифличка или погача, направена од бело брашно, е темпирана бомба. Така. Значи, така стојат работите. И сега... А сармата? Сармата.
сармата како сарма, количината на консумација на сарма е спорна. Инаку сармата како сарма, точно, зелка, тоа е избалансирано, месо и точно, ориз, да. За сите оние кои што постат, значи, еве се наоѓаме уште во период на вторите големи пости во христијанството, божикните пости за сите оние кои што постат, па и сармата е препорачана да се консумира, меѓутоа секако направена со дозволени намирници. Печурките ни се тука извор на пости, оревите, значи постојат модификации кои што се прави, варијанти, да. Исклучително вкусни. Так, да. Значи, таквиот тип на сарма е пожелен. Меѓутоа, количината која што ќе исконсумираме, со која комбинација игра многу клучна улога. Значи, тајната е секогаш во умереноста. Така. Но не сите се раководат од тоа правило, тајната во умереноста, бидејќи сакаат брзи резултати. Ќе прочитаат на интернет дека за 24 до 48 часа ќе се постигне одреден деток, само да речеме со сок од лимон и со лута пиперка. Може ли нешто такво да избрише се што сме грешеле во минатото? Не. Значи тоа може само да потпомогне. Еве лутата пиперка, значи во себе содржи соединение кое што се вика капсицин. И он има исклучително голема улога за раздвижување на крвта или за чистење на крвните садови. Не случајно кога јадеме лута храна, ние чувствуваме топлина. Значи во тој период циркулацијата ни се зголемува. Значи лимонот и лутата пиперка само поможат да го помогнат процесот во комбинација со вода да се даде хидрираност. Меѓутоа не дека така едноставно све што претходно сме практикувале дека ќе се избрише. Некои исто така е за време на детокс диетите сосема отстрануваат сол од исхраната. Може ли тоа да биде опасно? Па доколку претходно сме консумирале храна богата со сол, пожелно би било да ја намалиме. Да, да се намали, да се намали но дали сме целосно да се исклучи? Не би препорачала, затоа што тука па веќе правиме електролитен дисбаланс. Значи солта, натриум, хлорид. Значи натриумот е еден од важните електролити кои што секогаш треба да го имаме во оптимална граница. Значи ни повеќе, ни помалку. Дури и кај спортистите велиме кога ќе дехидрираат, некогаш и пожелно е вода со малку сол. Значи да се врати оној електролитен баланс во телото. Така да не би се сложила со скроз оттргнување на одредена група намирници. А точно е дека солта и шекерите прават задршки на вода. И многу често ние мислиме дека сме толку или после празниците кои ќе се измериме, ние мислиме дека толку масно ткиво наеднаш сме создале, а всушност имаме задршки на вода. Да. И сега некои ги применуваат детокс практиките за да изгубат неколку килограми, за брзо слабење. Го препорачувате тоа? Не, затоа што само вишокот на вода се вади, дури се вади и она што и не е потребно да се... Да, електролитите. Електролитите, точно, да. Споменавте. Сега некои за време на детоксот се соочуваат со некоја детокс криза, чувствуваат умор, понекогаш главоболка, им се гади, имаат лош див и тоа го пријавуваат. Така. Дали е тоа резултат на чистењето на организмот од отровите или пак е некаква борба на организмот со новонастанатата ситуација? Како што на почеток кажавме, тоа е вториот стрес што сме му го направиле на телото. И телото се бори со последиците. Значи едноставно се бори да се врати во нормал. Значи некош може да биде повеќе штетен од колку корисен? Точно, да. Затоа не се сложувам јас со нагло пресекување на, односно од крајност во крајност. Да се прејадеме па да гладуваме. Или ќе гладуваме. Значи, постои едно правило во диететиката. Секое прегладнување води кон прејадување. А прејадувањето што е? Значи, неможно се едноставно го блокираме телото да правилно си ја одвива својата односно органите да правилно работат и да си ја вршат својата функција. А што е со оние кои што го практикуваат христијанскиот пост во моментот? Како пак тие да преминат кон нормална исхрана? Да, значи секогаш пред почетокот на постењето
советуваме дека одредени ензими, например, кои што ја варат храната како што е месо, јајца, помасна храна, значи тие ензими малку се повлекуваат, односно подзаспиваат за време на постот. И велиме и на почетокот на постот и кон премин на нормална храна, пожелно е да земаме пробиотици. Значи, токму за да не настанат одредени несакани дигестивни тегоби. Кога никогаш знае да настрада и панкреасот. Точно, така. И значи да се задржиме на оние, пошто еве во текот на постот кај голем дел од популацијата се и зависно како го практикува, што консумира во текот на постот. Дали прави избор на здрави намирници или повеќе сме на лебасти производи направени од бело брашно и така натаму. Значи, кај таа популација многу често знае да се, ќе речат, собран ми е желудникот, немам апетит. Значи, тоа е еден начин како да се контролира гладот. И не случајно нам ни се дадени периодите на постењето. Ние имаме неколку пости христијански во текот на годината и јас велам дека е убаво да ги практикуваме, затоа што токму тогаш месуваме храна богата со диететски влакна, дигестијата ни се поправа, кожата се чисти, телото ни е повеќе хидрирано и така натаму. Меѓутоа, повторно ќе кажам, зависи кој избор на храна го правим. Значи правилно. И тука правилен пристап треба да има. Да. Меѓутоа, при преминот кон постење и кога излегуваме од постот, многу е важно да обрнеме внимание на внесот на пребиотици, значи повторно да продолжиме со растителната храна, и внес на пробиотици. А потребни ли се некои дополнителни суплементи во овој период од годината? Ова е веќе индивидуално, значи ако станува збор за здрав организам кој што внесува избалансирана храна, богата со бој, богата со нутриенти, мислам дека храната е доволен извор на витамини. Но доколку на крвна слика или се почувствуваат одредени симптоми и се јави дефицит на некои витамини, секако тука се препорачува. Многу често, пошто се наоѓаме и во зимски период, знае Д витаминот да биде во дефицит, С витаминот, железо, значи анемијата, бидејќи сепак живееме во затворен простор, во големите индустријски градови, анемијата посекако е кај одредена популација последователна состојба. Значи, во тие состојби да се препорачува и суплементирање. Споминавте наменито да имаме ферментирана храна, да бидат присутни и растителните влакна. А што е со супите, со чорбите? Дали се тие добар начин за детокс на телото? Да. Затоа што, за разлика од соковите, чорбите ако ги правиме со одреден протеин, дали печурки ќе ставиме, дали некоја чорба со печурки ќе направиме, дали тоа ќе биде чорба од мешунки, дали ќе ставиме месо, пилешко или риба, тука веќе имаме полн оброк. Значи имаме и протеини, и јаглехидрати, и масти, она што на телото му треба. И повторно ќе кажам дека како и чаевите, чорбата знае да ни даде топлина во зимскиот период. И трет момент зошто највише ги препорачувам чорбите, особено пред да почнеме главното јадење да го консумираме, затоа што кога нешто ќе внесеме во желудникот, стигнува информација до централниот нервен систем и вели, односно до центарот за ситост, вели нешто имам тука, не треба да се прејадам со следниот оброк. И телото сме го хидрирале, сме му дале одредена храна и автоматски од главното јадење ние не можеме премногу да изедеме. И ова е начин како да се ги контролираме или балансираме оброците. Не случајно и нашите предци прво почнувале со супа, главно јадење салата. Само до пред 20 години, ако не се лажам, тоа беше редовна практика. Најнапред супа, па потоа главното јадење. Очигледно дека треба да се вратиме на начинот на кој што се хранеле нашите предци за да бидеме здрави и за да успееме
да направиме еден успешен детокс, а по спроведување на одредена детокс практика, по колку време може да очекуваме добри резултати? Ресетирање, што споменавте на организмот. Нашето тело за 2 до 5 дена може да се врати во баланс. И тоа ќе го почувствуваме со енергија, значи сонот ќе ни се подобри, него спомнав и движењето. Значи во процесот на детокс и минимална да е, потребно е да имаме. Дали одредени вежби со истегнување, дали само пешачење ќе биде, меѓутоа и така кој е пожал. И штом ние почувствуваме енергија, немаме поспаност, немаме сувост во устата, значи не чувствуваме надуеност, имаме редовна столица, нашето тело се вратило во баланс. Така сме го постигнале резултат. Многу луѓе после празниците чувствуваат грижена совест поради прејадувањето. Може ли тоа да биде штетно од психолошки аспект и односот на овие луѓе кон исхраната? Минималната загриженост е добро дојдена. Е добро дојдена, затоа што тогаш ќе си речеме, чекај, застани, што направив, ајде да се вратам назад. Меѓутоа, доколку ние се оптеретиме, се обседнеме и го водиме телото кон штетни навики, прегладнување, прескокнување, оброци и така натаму, тоа веќе е аларм дека не треба така. И најдобро е да се фокусираме што од утре, а не што сме консумирале вчера или ден предходно. Значи да го закружиме денешното издание на Телма Амбуланта, никако строги детокс диети. Никако. Значи само намалување на алкохол, намалување на шеќери и намалување на масти. Повеќе варена храна, домашно готвена храна е она што на секој организам му е потребно. И зголеме внесна течност. Зголеме апсолутно. Да. Физичка активност и спиење во комбинација. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето во Телма Амбуланта. Ви благодарам, ми беше пријатно. Така, секогаш е пријатно кога сте гостинка во нашето студио. Имаме едни убави емисии кои што се полни со информации, кои што се секако корисни за гледачите. Само накратко уште би одземала една минута. Така, можеме да поговориме што представува нутритивниот преглед. Така. Во болнички услови, така? На клиника? На клиника, да. Но не во болнички услови, туку само на клиника. Само на клиника. Само што представува еден нутритивен преглед? Значи, за сите оние кои што сакаат годината да ја стартуваат со воведување на здрави навики, еден преглед во нашата клиника би им бил добре дојден. Што вклучува тој? Што вклучува? Значи, вклучува првенствено околу 1 час разговор со нутриционист, каде што ние ги анализираме навиките во исхраната, ја разгледуваме моменталната здравствена состојба, правиме одредени антропометриски мерења, значи висина, тежина, возраст и значи мерење на соодветен софистициран уред, кој што комплетно ќе ни ги измери сите параметри на телото, ќе ни даде јасна слика со колку масти се соочуваме, каква ни е мускулната маса, висцеларните масти, односно стомачната дебелина, во која состојба ни е, дали имаме недостаток на одредени минерали, која е нашата таргет телесна тежина која што треба да ја постигнеме. И тука веќе нутриционистот има убава слика со каков тип на пациент се соочува и што треба да му приготи. Индивидуализиран пристап. Секој пациент во нашата клиника е воден со индивидуален пристап. И значи ќе се надоврзам и нутритивниот преглед, па и детоксот, не значи секогаш строго слабење. Тука веќе првенствено правиме хормонски баланс и воведуваме здрави навики кои што понатаму ќе ни станат и здрав стил на живење. Така, ова е корисно да го знаат сите што сакаат чист старт во јануари, без да му наштетат на своето тело. На своето тело, така. Ви благодарам уште еднаш што бевте гостинка во Телма Амбуланта. Ви благодарам. Почитувани, ова беше уште едно издание реализирано во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што и денеска ме следевте и ви посакувам пријатен ден.